Добро вечер. Среде преговорите за реконструкција на владата и на истекот на првиот грејс период за исполнување на преостанатите обврски од реформската агенда, во 360 степени на МРТ1 гостува Беким Сали, прв вице-премиер, министер за европски прашања и генерален секретар на политичката партија ВЛЕН. Господине Сали, добре дојдовте, благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, благодарам на поканата. Од актуелните политички прашања, најинтересно е она за реконструкција на владата. Премиерот најави кратки рокови за договор. Како течат досега преговорите низ призмата на ВЛЕН? Па добро, досега имаше само еден циклус, прв состанок, на кој што беше повеќе анализирано соработката и функционирањето на владата до сега, значи 2 години веќе функционира оваа влада и сметам дека тоа ќе биде основ за да знаеме сите како коалициони партнери како би се движеле понатаму, значи очекувањата кои се владината програма се анализира и секако и перформанси на секој министер колку има реализирано и дали може да поднесе уште 2 години во функцијата за да може да изреализира тоа што е ветено пред граѓаните. Уморните треба да си одат, фера да си одат, така рече премиерот. Има уморни во ВЛЕН? Па доколку има некој кој што се чувствува уморен од функцијата, мислам дека треба да си оди. Како што кажав, значи се анализираат сите перформанси на функционери и во ВЛЕН веќе сме во фаза на комплетирање на извештаи од сите директори, министри, заменици директори, управители на други институции и врз основа на тој извештај кој што ќе го добиеме, ќе донесеме и одлуки каде треба да се освежи тимот, каде треба да се форсира повеќе и како понатаму. Кај вас е известно дека 2 имиња ќе ги нема во реконструираната влада. Арбен Фетаи даде оставка од вице-премиерското место за добро владење и Фатмир Лимани, министерот за социјална политика, демографија и млади, со оглед на неговото разидување со неговата поранешна партија, сегашна ВЛЕН, и тој се очекува да не биде дел од новата влада, освен ако не се случи некој изненадување, па не го видиме на нечија друга листа како министер. Што се однесува до кадровските решенија, како имиња, треба ли да очекуваме промени на дел од тие имиња? Па сигурно тие 2 имиња кои што ги споменавте ќе се надополнат со нови 2 имиња. Сигурно ќе има освежување од страна на ВЛЕН во екипата, а за другиот дел останува се уште отворено. Значи разговараме за можностите имиња да се менуваат или па позиции како ресори. Тоа премиерот исто го потврди, дека разговарате и за евентуална ротација на ресори. Можна и ротација, затоа што одредени имиња со кои што ние располагаме во нашите човечки капацитети, значи може да не се усогласат во некој ресор кој што го имаме моментално, меѓутоа може да бидат експерти или па доволно со капацитет да може да управуваат со одредена институција, одредено министерство во овој период кој што ни останува. Значи ВЛЕН се согласува со тој пристап дека е можна и промена на ресори. Генералната усогласеност е меѓу коалиционите партнери дека можат и имиња и ресори да се менуваат. Вие во овој момент држите 7 позиции со 6 имиња. Вие лично имате 2 позиции, кумулација на 2 функции, прв вице-премиер и министер за европски прашања, но има уште 5 други. Дали и во новата влада ВЛЕН ќе има 7 позиции и 6 имиња? Па и тоа е дел од преговорите. Значи, тоа е дојдено како резултат на одредени околности во кои што требаше така да се одлучи. Сега веќе кога се отвара можноста да се преговара повторно за новиот формат на владата, мислам дека е дел од преговорите и ова што го велите. Значи, дали ќе бидат 7 позиции на 6 извршители или пак ќе остане во друг формат. Значи, се е дел на преговори. Исто во втора фаза ќе бидат и заменици министри. Значи, и тука ќе има одредени имиња кои што може да ротираат, може да се менуваат и позициите и така натаму. Потоа ќе продолжиме и во
извршната власт во делот на поголемите институции, односно директорски позиции. Разбирам дека преговорите се во деликатна фаза, но јас ќе си ја пробам среќата, па на вас е да одговорите, нели како ќе одговорите. Се зборува за тоа дека ресорот здравство е дел од комбинациите што се разгледуваат. Таму сега е кадар на Влен, Азир Алију. Една варијанта што се спомнува е дури вие лично од министер за европски прашања да одите да го раководите ресорот здравство. Да се подсетиме, вие веќе бевте на чело на тој ресор во времето на претходната влада. Може ли да потврдите дека здравство е дел од преговорите меѓу владините партнери? Па за повеќе ресори се збори дека може да има промени, вклучувајќи и здравство и европски прашања и останати министерства кои што моментално ги управуваме ние како Влен. Значи не сме фиксирани на одредени позиции за да кажеме тука мора да останеме. Секако тоа е врз основ на резултати кои што се покажани во изминатиот период. 2 години се сосема доволни да се покаже дали одредено име или одредена политичка партија има капацитети внатрешни да управува и да оправда довербата која што е дадена на таа структура. Вие би се нафатили ли лично да бидете повторно министер за здравство? Вие сте стоматолог, патем, за оние што не знаат. Значи, се е отворено, не можам да негирам, нити па да потврдам дека е така, дали ќе биде во иднина, затоа што тоа е се дел на преговори, тоа е моментум во кој што ќе треба да се усогласат сите ставови на сите 3 коалициони партнери и отворени се можностите, значи не негирам дека дали ќе биде или не, меѓутоа досега нема ништо конкретно во делот на преговорите, а дека имаше најави, односно некои текстови во портали различни дека постои таква можност, имаше, меѓутоа ги негирам тие затоа што по порталите се вртеа имиња и различни и во други ресори, мислам дека е во делот на шпекулациите да оставиме преговорите да течат во нормален тек и да има кадри кои што ќе оправдаат доверба за следните 2 години. Економија останува кај Дурмиши? Па мислам дека перформансот на министерот беше добар до сега. А животна средина кај Хоџа? Па за сега, значи вака, за сега мислам дека двајцата министри ги покажа нивните капацитети дека можат да продолжат. Не го велам ова ни за здравство, ни за другите дека не покажале. Министерот Азири се покажа посветен и во здравство и дека може да поднесе, значи товар кој што сите се согласуваме. Здравството е специфично и е покомплексно министерство. Покажува една динамика на активизам таму. И мислам дека одлично се снаоѓа и управува со сите предизвици кои што се појавуваат во здравството. Тоа се менаџирање со ресурси и институции на дневна основа. Здравството не можете вие на долг рок да испланирате како што се, например, европски прашања. Тоа е процес кој што се следи секој ден, меѓутоа нема изненадување, условно кажано. Во здравството е поспецифично и министерот Азири се покажа многу добар и успешен. Азир Алију, да не му го грешиме името. Азир Алију. Министерот Алију, да. Да, Азири велите. Да. Министерот Алију. И сметам дека преговорите значи да не разбереме погрешно. Не се зборува само за кадарот, дали ќе биде или нема да биде, туку тоа се политиките кои што треба владата во идниот период од 2 години да ги реализира преку одредени министри. Ресорот социјала ме интересира. Дали сакате да го задржите, дали ќе го задржите? Па ние сме спремни да го задржиме, значи имаме и кадар и умееме да го менаџираме како министерство, имаме и кадар за тоа. Меѓутоа сепак се отворени можности и таму. Што знаете за преговорите на другиот партнер? Знам со ВМРО ДПМНЕ, јавна тајна е дека Министерството за правда е дел од преговорите и дека таму можеби треба да се очекува нов кадар.
го слушате тоа? Мислам дека, значи вака, сметам дека е очекувано, меѓутоа не можам да навлезам во детали во кој смер ги развиваат преговорите и како разговараат, кои се размислувањата на коалициониот партнерот, знам. Меѓутоа очекувано е таму да има некоја промена која што ќе рефлектира повеќе ангажман по со нов кадар на знам или со нов кадар од друг партнер? Тоа останува да се дискутира дали ќе има нов кадар или па ротација на ресор ќе биде. Точно е дека никој не го сака европски прашања? Па немам информација за тоа дали некој го сака или не го сака. Вие би си останале во тој ресор? Мислам, значи вака, европски прашања е министерство со голем предизвик. Затоа што ние координираме меѓу другите институции и комуницираме со Европска комисија за исполнување на очекуваното кој што го имаме како задача. Тоа реално би испаднало како ние сме епицентарот на сите случувања, меѓутоа ние само координираме меѓу едната институција и повеќето наши институции во државата. Но тоа што сте министер за европски прашања ве прави, например, таргет на опозицијата да ве прозива често дека политичкиот процес е закочен, нема пристапни преговори. Значи, можеби затоа вие го велите дека никој не го сака тоа министерство, затоа што сте често прозвани, а де факто вие сте координатор на целиот процес. Мислам дека ние во оваа влада даде максимум за да се придвижат работите кон позитивно, да се реализираат доста работи, да се очекувањата и на јавноста кај нас и на меѓународниот фактор да се исполнат очекувањата и да процесот на интегрирање се придвижи и да се забрза. Динамиката е зголемена, значи тоа сметам дека граѓаните и јавноста е запознаена за ангажманот на владата, на нас како министерство и на другите институции кои што се поврзани со реформската агенда и планот за раст за исполнување на тие очекувања кои што долго време ги чекаше и јавноста и Европската комисија од нас како држава кои што сме претенденти еден ден да бидеме дел од Европска унија. И околу потенцијалните промени, само уште ова ќе ве прашам, дали Вленке го задржи вице-премиерското место за добро владење? Па да, за сега да, меѓутоа ќе ги видиме можностите. Значи, тоа е позиција која што претходниот заменик премиер Арбен Фетај ја оправда со работата која што работеше за добро владење. По неговата оставка остана местото празно, меѓутоа можеме да го исполниме затоа што имаме добар кадар за таму, за таа позиција, меѓутоа сепак преговорите како ќе течат, во кој смер. Дали ќе се добие некој министерство со ресор, а да се даде вице-премиерското место за добро владење, остануваме отворени за тој дел. И што се вашите очекувања? Кога треба да заврши овој процес? Па мислам дека брзо ќе заврши. Тоа е моје лично очекување. Мислам дека брзо ќе заврши затоа што комуникацијата за функционирањето на владата беше постојана. Значи, како три коалициони партнери сме во постојана комуникација за перформансите и за очекувањата и за недостатоците во одредени ресори и мислам дека брзо ќе изнајдеме решение. 1 јули е датумот што го спомна премиерот како датум на кој што предлогот за промени веќе би бил во собрание, според вас е реално? Да, ја мислам дека брзо ќе треба да се заврши тој процес. Затоа што и реално и немаме многу време за да преговараме, да наоѓаме тоа што реално го имаме пред себе. Значи, сите можни имиња се на маса, да видиме поголемата слика како ќе функционира владата, да дадеме што повеќе резултати кон граѓаните и тоа е тоа. Ова е прв тест за кохезијата во политичката партија Влен откако се обединивте. Од неколку политички субјекти станавте еден. Мислите дека ќе поминате без лузни? Да, ние сме поминале
циклуси на избори кои што се очекувало да бидат многу потешки од ова. Ова е, мислам дека затоа што сега сетингот е друг, нели сега? Да, во нов сетинг да видиме како ќе перформираме, мисламе како ќе го надминеме и тоа. Не само мислам, туку сум убеден, затоа што локалните избори беа покомплексни, повеќе листи, повеќе луѓе, амбиции, повеќе се проширивме тогаш и надвор од политичките партии, се сближивме и со независни кандидати, и со граѓански иницијативи кои што се вклучија во листите за советници. Мислам дека тука покажавме дека имаме капацитет да управуваме не само со себе, со нашите внатре во Влен, туку и надвор од редовите на Влен. Добра, ако ја гледаме пропорционалната застапеност, да речеме, поранешната структура на Изет Меджити има еден ресор во владата, но да, го доби градоначалничкото место во Чаир. Поранешна алтернатива има вас и го има спикерското место во парламентот. Поранешна Беса имаше два ресора, економија и социјала. Она што остана од Алијанса за албанците, исто така имаше две позиции, здравство и вице-премиер. Ист ќе биде размерот на силите? Значи, вака, тоа што го кажавте до сега беше резултат на еден баланс внатре во коалицијата. Не само бројките, една позиција, две или туку тоа се склоп на околности во кои што ние сме преговарале внатре за да има баланс. И тоа е тој резултат кој што го кажавте. Повторно ќе биде исто. Мислам, сега сме веќе една партија, тука нема веќе некој внатрешен баланс кој што ќе треба да се одржи, дали е големина на министерство со два заменици исто или пак директорски позиции, пакети нема да има, туку ќе има реализација на програма, затоа што веќе влегуваме во втората половина од функционирањето на владата и тука перформансот ќе биде пред се главен фактор во кој што треба да се одлучи кој име во која позиција ќе продолжи. Во овој корпус теми е прашањето за изборите. Премиерот долго велеше дека сака цел мандат, дека сака изборите да бидат редовни, но во последно време малку ја релативизира таа своја изјава, па некако како опција да стануваат и предвременни избори. Во некои кругови се спомнува пролетта 2027 година. Од аспект на Влен, дали е тоа прифатливо? Че ние на неколку наврати кажавме дека сме спремни за избори, особено после позитивниот резултат на локални избори кои што ги имавме. Ние управуваме со 10 општини сега. И мислам дека тоа е како почетна точка е многу понапред од нашите опоненти кои што се во опозиција. И тоа ни укажува дека имаме капацитет за следните избори било кога да имаме позитивен резултат и повторно да бидеме дел од владаачкото мнозинство во иднина. Меѓутоа, кога ќе направиме компарација меѓу избори кои што дали се потребни, колку се потребни и очекувањата на граѓаните, сметам дека очекувањата се поголеми да се реализира тоа што е ветено и тоа што реално им треба на граѓаните, а не избори кои што ќе им се даде шанса на некои кои што имале можност 20 години да реализираат нешто, па сега постојано бараат ајде предвремени да видиме кој како што ќе реализира, колку ќе добиеме и така натаму. Затоа што 20 години беа сосема доволни да се изреализира се што они можеа и знаеа како да се исполни. Тоа е вашата призма, но тоа е нашата призма и реалната призма. Да, но ВМРО-ДПМН може во еден момент да има друг интерес. Може да сака да се оди на предвремени избори. Без разлика на интересот на ВМРО-ДПМН. Мислам, ние збориме сега за албанскиот блок, ние како Влен, ние збориме за тоа што се очекувањата на граѓаните. Они одат на избори. Имате начелен договор во владата на оваа тема? Ќе има ли избори, кога ќе има? Дали треба да има избори? Да. Значи, овој став е пренесен и во јавноста, и на опозицијата, и на
партнерите дека сме спремни за избори, меѓутоа дека не се потребни сега, затоа што уште имаме за реализација, уште треба да се работи. Значи, нашиот перформанс е стигна до 50%. Треба уште многу проекти да се реализираат. Ако ви кажем искоски ќе одиме на избори и веднаш после влегуваме во остварување на преговарачката рамка за ЕУ? Значи, вака, доколку има нов моментум политички кој што ќе смени динамиката на развој во државата, дека е битно тоа за државата, секако сме спремни. Значи, не би дискутирале во делот на што е подобро за граѓаните. Меѓутоа, дека ние како политичка партија бараме избори предвремени само за да покажеме дека еве ќе ги добиеме изборите, мислам дека тоа е погубно и за нас како политичари и за граѓаните. Од темите што ги тангираат меѓуетничките односи, во изминатите 2 години се случија серија одлуки и настани поврзани со етнички теми кои ДУИ ги користи за жестоко да ве критикува. Дека пред ваши очи се случува албанците во Македонија да ги губат правата што тешко се стекнати. Ке спомнам само дел од нив, укинување на балансерот, актуализирањето на иницијативите за оценување на уставноста на делови од законот за употреба на јазиците, одлуката дека законот за соодветни правична застапеност од поновите ќе се носи со така наречен мал бадентер, до последната одлуката на Уставниот суд за укинување на одлуката на општина Тетово од 2007 година за именување улици и други инфраструктурни објекти. И сега да почнеме од последното, дуи деновиве се повикуваше на изјава на Уставниот судија Осман Кадрију дека прво таа одлука за укинување на преименувањето на улици во Тетово е донесена со надгласување, при што двајцата судии албанци и едниот турчин останале во малцинство, биле практично против мнозинството судии албанци, и второ дека и општина Тетово и владата практично не ја бранеле таа одлука од 2007 година. Што знаете вие за околностите во кои што е донесен овој случај? Донесена оваа одлука. Од 4 случаи кои што ги спомнавте, 2 се поврзани со Уставниот суд. Дали е случајно да Уставниот суд отвара вакви теми сега во период кога ДУИ бара предвремени избори, и дали е некоја координација меѓу овој формат кој што е избран во време на владење на ДУИ и СДСМ, тоа оставам под знак прашалник. И не би сакал тоа да биде со позитивен одговор, да се каже да има координација, затоа што така изгледа. Судиите албанци гласаат против. Па добро, затоа што другите колеги можеби си ја вршат својата работа, без разлика. Значи не навлегувам во тој дел, затоа што се навраќаме на случај кој што е 2007 година одлучено. По иницијатива од 2025-та. Да, за законитоста на таа одлука 2007 и иницијативата во 2005-та, после 25-та, после 18 години да се измени таа одлука, не ја сметам за случајна. Мислам дека има друга порака, меѓутоа тоа не служи на никого. Отварањето на теми кои што се со етничка позадина, значи со цел да се наруши таа кохерентност и функционалност кој што се трудиме да ја добиеме. Сите тие проекти кои што ги реализираме ние како влада, кои што мора да признаеме дека се од национален интерес, значи од државен интерес, а во кој што случајно се реализираат во поголемиот западен дел во државата, и дека Влен успева умешно политички да реализира проекти кои што они 20 години не успеа да ги реализираат. Мислам дека со овие потенцијални теми за нарушување на тие односи, па тука ги надоврзувам и протестите, и правосудниот испит, и ризикот за јазикот да се Господине Сали, ама точно ли е дека општина Тетово не одговорила за оваа иницијатива до Уставниот суд? Таму знаеме дека начело на општината е еден од колидерите на Влен. И јас не можам да го потврдам дали реагирале, дали соодветна институционално
одговор дали на Уставниот суд, тоа не можам да... Тоа ќе треба градоначалникот, сигурно има поточни детали, меѓутоа тоа јас како заменик председател на влада го следам тоа како општа ситуација, како поголемата слика, дека овие теми се отвараат во период кога Влен ги покажува реалните капацитети во владата за реализација на сите тие проекти и тој труд, тој ангажман за да се минира тој процес. Мислам дека ќе биде, и убеден сум дека ќе биде безуспешен, ќе ги надминеме тие кризи како што ги надминавме до сега. Веќе втора година ние повремено на 2-3 месеца имаме некоја нова тема која ќе се отвара. Друга тема е, например, на која Дуи исто жестоко ве критикува е предлог законот за соодветна и правична застапеност. Патем, вие сте владиниот представник за тој закон во собранието. Тие го сметаат за катастрофално решение, бараат негово повлекување од собранска процедура, сметаат дека со него се дерогираат темелното уставно начело за соодветна и правична застапеност. Колку според вас овој закон навистина е замена за балансерот? Па, значи, вака. Основот на овој закон е во Охридскиот договор. Тие што со знаме на Охридски договор добија неколку циклуси на избори, не успеа да обезбедат закон за застапеност. Ние во периодот година и пол отприлика успеавме и законот и консолидација во владата и одлука на влада, и како предлог на влада да го пуштиме во собрание. Тоа е во собраниска процедура. Првото читање помина, сега утре е второто читање во комисија за политички систем. Јас очекував реално по конкретна дебата за подобар закон да биде. Не сметам дека е идеален, меѓутоа е најдобар до сега. И дека е замена на балансерот, тоа несомнено, затоа што балансерот го повлекува, го дерогира они самите. Значи, во време на таа влада ние имаме потписи собрани од 5 министерства кои што ги управуваа експоненти на ДУИ, со кои што дадоа мислење дека балансерот треба да се повлече, затоа што во согласност со агенда која што е 2022-2028, ако не се лажам, за реформи во јавната администрација, балансерот не треба да биде функционален. Тезата е сега дека овој закон нема да обезбеди соодветна и правична застапеност, дека прво ќе води сметка за за квалитетот, а потоа евентуално за етничката припадност. Значи, тоа е се трудам да го издефинирам убаво тоа. Еклантантно понижување на албанскиот фактор во институциите. Значи, теза мислите? Да. Тие што ги управуваа со институции 20 години, не успеале, че они покажуваат дека не успеале да обезбедат обуки, едукација, унапредување на албанци во институциите во периодот 20 години за ние утре, еве денес ние Влен, кои што нели според нив без достоинство ги представуваме албанците во институции, да не можеме да ги унапредиме албанците кои што заслужуваат врз основа на меритократија. Сакате да кажете дека признаваат дека тие албанци што се вработени не се квалитетни, не се способни. Значи тоа го кажуваат. И за жал тоа е големо понижување за албанскиот народ кој што живее во Македонија и со 3 универзитети кои што ги имаме, они сакаат да кажат дека тие 3 универзитети кои што се основани во период кога они управуваа со владата и со државата, не успеале да обезбедат кадар кој што утре ќе конкурира и ќе добие одредено место заслужено врз основа на меритократија во институциите на државата. Ова е прво. Второ, кое што апсолутно нема врска со вистината, е фактот што во законот е јасно прецизирано дека
вработувањата и представувањето во институциите ќе биде врз основ на последната регистрација на пописот на мислите. Последниот попис во државата. Значи, доколку тоа е почетна точка и тоа е проекцијата како треба институциите во иднина да делуваат, сметам дека е тоа доволен показател, затоа што тоа е член во законот. Дополнително, како аргумент за ова, дека така ќе биде, тоа се подзаконските акти кои што треба координативното тело кое што е основано од владата ќе ја следи ситуацијата на реализација на конкурси. Значи, кај што има квалитет, кај што има представници од сите подпредставени етникуми во државата да бидат во можност да бидат вработени и ангажирани во Тоа е една од основите на критика, дека практично законот е некаква рамка која што сега допрва ќе треба да се дефинира и пополнува со подзаконски акти. Па секој закон има подзаконски акти. Мислам, нема закон кој што нема подзаконски акт. Зошто се подзаконските акти? Затоа што доколку ние во законот денес напишеме толку посто треба да бидат овој етникум, толку посто вториот и третиот и четвртиот, тоа значи дека после следниот попис ние треба да смениме законот. Со ова се рефлектира или незнаење на основни работи, или па волја за се што се Добро, се разбира, праксата ќе биде најдобар показател за тоа кој бил право, но ова сакав да ве прашам, зошто се донесе одлука законот да се носи со така наречено мал бадентер? Причината зошто конкретно со мал бадентер не ја знам. Не сум бил дел од... немате бројките? Немате голем бадентер? Не, имаме, значи, видете, ние покажавме дека имаме капацитет за тоа. Со изборот на народниот правобранител, мислам дека покажавме дека имаме капацитет за тоа и знаеме како да се изнајде решение меѓу сите гласачи, односно пратеници кои што не се од мнозинство во собранието, да можеме да повлечеме од нив поддршка да се изгласа одредена законска одлука, односно некоја кадрова одлука во собранието. Меѓутоа, причината во комитетот имаше дискусија и врз основа на таа дискусија се одлучило да биде со мал бадентер. Да. Добро, дел од тезите на ДУИ се дека така повторно се изигрува Охридскиот договор, дека практично словото на Охридскиот договор е дека се бара мнозинство од вкупниот број пратеници во собранието, но добро, во ред еве вие имате свое објаснување. Они цело време полна е устата со Охридски договор, меѓутоа него почитува Охридскиот договор во делот на представувањето на етникумите. Го слушнавте Ахмети кога вели дека Влен ги дезинформира, ги манипулира и Албин Курти и меѓународната заедница за Охридскиот договор? Знаете на што се однесува тоа? Па не знам на што мислел. Само знам една работа, дека они се многу активни во посети во меѓународни институции за дезинформирање, ќе кажам, за сето тоа што се случува во државата. Дури еден пратеник кажа дека може лесно да се изманипулираат дипломатите. Значи, тоа беше исто еден скандал во дипломатскиот хор. Политички представник да ги таква класификација да даде за дипломатите. Меѓутоа, очекувам од нив разум и да почнат да креираат здрави политики. Не само се жала дека Охридскиот договор ќе биде злоупотребен и албанскиот јазик ќе се негира во институциите и нема да биде нема да има неизина имплементација според законот за јазици. На правосудниот испит? Со прашањето за полагањето на правосудниот? Во делот на работата на комисијата која што беше експертска комисија, завршена е таа фаза. Што е предлогот? Па има неколку минорни измени во кои што кандидатот ќе треба да поднесе барање на кој јазик сака да полага и ќе се даде право да полагаат и тие што студирале на
албански, и на англиски, и на турски јазик, и да може да го полагаат правосудниот испит на јазикот на кој што студирале они. А зошто се спомнуваше еден дел, да речеме, писмен на еден јазик, усно на друг јазик? Има такво нешто? Значи вака, од 5 предмети кои што се полагаат во правосудниот испит, и сите 5 предмети ќе бидат полагани на јазикот на кој што ќе побара кандидатот. Само 2 предмета од нив имаат практичен дел, во кој што во практичниот дел они ги работат случаи кои што се во од судски процеси. Значи повлечени случаи, и тие ќе ги работат. Се разбира, сите предмети се на македонски јазик во архивата на сите судови во државата, и затоа ќе треба и да се работи на македонски јазик. Значи комбинација ќе Тоа е основно познавање и на јазикот и на случаевите, затоа што нели се очекува тие кандидати кои што поминале практичен дел, односно дел пракса во некоја адвокатска канцеларија, нотарска или институција, веќе да бидат внесени во материјата и таа материја да ја познаваат. И кога очекувате ова да се помине низ процедурите? Па набргу. Значи веќе ние сме спремни, тоа се процедури во собрание, ќе треба да се, значи има рокови одредени кои што се административни рокови. И тоа ќе биде прифатливо за студентите кои што протестира? Па би требало да биде прифатливо, затоа што они немаа право воопшто до денес да полагат во ниедна форма на друг јазик освен на македонскиот, и барањето нивно беше да полагаат на албански јазик. Така да би требало да биде прифатливо. Доколку тоа е реално професионално барање, да кажем, на студентите за да полагаат на јазикот на кој што студирале. Алузијата ви ако не се прокси на политичка партија. Апсолутно. Значи тука ќе бидат тие поделби, доколку се задоволни, сметаме дека биле навистина загрижени на кој јазик ќе полагаат. Околу блокираниот европски процес, деломно зборувавме кога дискутиравме за тековните преговори за реконструкција на владата и тоа колку е посакувано или не посакувано Министерството за европски прашања, на чие чело сте во овој момент вие. Околу политичкиот процес, премиерот најави маратон за ЕУ. Дали Влен го дели тој став, печаток на премиерот? Па, значи тоа што се гледа во динамиката на случувањата кои се во Министерството и во повеќето институции вклучени во делот на интегрирање, мислам дека е забележително дека имаме посебен маратон во процесот на интеграција. Ова поконкретно се гледа преку реформската агенда, за која што десетина институции работиме интензивно. Имаме, да не кажам, на дневна основа координација како да се продолжи понатаму. Ова е за другиот дел од процесот, разбирате. Значи, ова со маратонот за ЕУ е поврзано со проблемот со преговарачката рамка, да не речем со Бугарија. Значи вака. Ние мораме и овој дел да го завршиме, кој што морам да признам дека не е едноставен и лесен. Дури во техничкиот дел многу е покомплексен и потежок, затоа што треба сите институции да се адаптираат на сите акија, на сите закони кои што владеат во Европска Унија, и тоа е процес во кој што сме вклучени повеќе институции. Ова што го прашувате вие е политичкиот дел. Државата треба да пристапи кон измена на устав во кој што ќе бидат внесени и бугарите во уставот, и што според мене не сметам дека е тоа тешка политичка одлука, меѓутоа технички не е неизводливо. Затоа што ние со број на пратеници... Премиерот вели дека претходната влада направила национално предавство со тоа што го прифатила во 2022 година. Значи, во овој процес јас не би се навратил на минатото, затоа што трае повеќе од 25 години и е тежок процес за државата, за граѓаните, очекувањата се големи. Значи, не би се навратил на изминатиот период, затоа што таму ако се навратиме ќе останеме. Сигурно има одлуки, изјави кои што биле на штета на државата и така натаму.
Меѓутоа да гледаме перспективно во иднина, сметам дека имаме перспектива и нашите пријатели, да кажем, во меѓународните институции, во Европска комисија и челниците на поголемите држави во Европска унија ни даваат знак дека процесот на проширување не е запрен, дека има волја за поддршка, не поддржуваат на патот кој што ние го одиме заедно со нив. И напротив, Црна Гора, еве уште 2 поглавја затвори, мислам дека сега вкупно 16 има привремено затворено. Да речеме пред некој ден Украина и Молдавија го отворија првиот кластер. И ние сме во Western Balkans, во групата на 6 држави во Западен Балкан, сме фронтранерс, бевме во изминатиот 6-месечен извештај и сега повторно ќе бидеме. Ако бидеме честни, во однос на пристапниот процес, откако Украина и Молдавија ги отворија преговорите, дали сме ние официјално заедно со Босна и со Косово? Бидејќи Црна Гора е многу напред, Албанија преговара, Украина, Молдавија, дури и Србија ги има отворено поглавјата. Не сме во таа група, затоа што ние работиме интензивно да не бидеме во таа група и не сме во таа група. Статусно, ако го гледаме пристапниот процес, ние сме земја кандидат со завршен скрининг без отворени кластери. Значи, динамиката во која што работиме денес покажуваме дека не сме во таа група. Фронтранерс ќе бидеме повторно со извештајот кој што ќе го поднесеме до 15 јули. Има ли тука манипулација, бидејќи кога се гледаат сумарно сите извештајни периоди до сега, Македонија е трета и по процентот на исполнети обврски и по процентот на повлечени пари, како процент од сумата што е определена за таа држава. Од кој процент го гледаме? Значи, дали од тоа е алатка на Европската комисија која ќе отвори, ние сме трети. Процент или е тоа од процент на самите самата држава? Значи, ако се сеќавате во траншата која што беше одобрена, ослободена од Европската комисија за извештајот за последниот извештаен период, во 15 јануари, ние бевме фронтранер. Сега повторно ќе бидеме, очекуваме да бидеме и ќе бидеме, со тоа што ќе исполниме поголем број на чекори. Значи, веќе динамиката, знаејќи дека сме почнале со 2 чекори исполнети во прва фаза. Добро, сега ние брзаме да надокнадиме нешто што требало претходно да биде завршено, а не било завршено. Затоа маратонот е со зголемена динамика и значи работиме максимално за да ги исполниме сето тоа што е очекување од нас. 10 обврски се во тој грейс период, кои што требало да бидат исполнети до 30 јуни 2025, не беа завршени, за нив грейс периодот истекува сега за некој ден на 30 јуни оваа година. Имаме уште 10 дена. Колку тие 10 ќе исполните? Во една прилика и вие и премиерот рековте 9,5, тоа се чини нереално. Колку од 10 ќе исполните, ама бидете реалистичен. Значи, најреалистично 9,5 очекуваме да бидат исполнети до крај на месец. Затоа што уште 10 дена имаме. Како? Изборниот законник, да речеме, опозицијата не сака да работи. Опозицијата јавно изјавува дека нема да пречи реформска агенда и сите закони кои што се во делот на реформската агенда, од друга страна па бойкотира работа на комисијата. Меѓутоа, тоа е нивна политичка одлука. Ние продолжуваме со работа и нашата рекоа дека преку ноќ беше сменет законот за влада, без тие да дадат согласност за тоа прашање и ова е одговор на тоа. Нивното излегување од работната група за изборниот законник. Не, сега кога го менувавте законот за влада во делот на пржинска влада, кога се смени. Мислам дека тоа нема врска со ова, меѓутоа ќе се најде причина зашто да се бойкотира нешто што изборниот законник го броите како целосно исполнет. Меѓутоа, значи ние се основаме на тоа што они го изјавуваат во јавност и пред меѓународниот фактор дека се што е поврзано со евроинтеграција нема да го спречат. 4 обврски беа критични: намалување на државната интервенција во цената на струјата. Тоа е пола чекор. Како ќе го броите како пола? Како мислите дека ќе ви го бројат како пола? Значи, вака, ние имаме постојана комуникација со DGNS, кои што се нашите counterparts за договарање околу точките. Значи, секоја недела скоро
имаме координација и состаноци за точките во детали во што ние треба да се адаптираме или па да изнајдеме начин како да бидат исполнети точките. Во тој дел сметам дека до крај на месецот веќе ќе се исполни половина чекор. Така сме договорени. А закони за плати на суди, обвинители, судска администрација? Исто. Значи, гледаме сега дека во собранието законите за јавно-обвинителската служба и за судската администрација наидуваат на критики од засегнатите страни. Затоа што очекувањата се секогаш поголеми од тоа што е реално. Тоа што е побарано и реално, тоа се нашите обврски да ги исполниме. Добро. Од 10 пак велите 9,5? Да. Добро. Притискаат рокови за други обврски. Штефан Худолин даде една изјава, одговорниот за соработка во делегацијата, вели водата навира од сите страни. Како се справувате со тоа за да не ви се случи поплава? Бидејќи реално амбициозна е реформската агенда, роковите се многу изискувачки, институциите треба навистина многу да работат за да се стигнат сите тие рокови. Че вака мислам дека првичниот период бил многу покомплексен и потежок за институциите за да се адаптираат на потребите кои што треба да се реализираат овие чекори. Како што поминува времето и ние се адаптираме подобро, институциите повеќе се и информирани и се адаптирани да одговорат на сите барања кои што се поднесуваат односно се договорени со Европската комисија. Тој период на усогласување траел отприлика година и пол. Значи сосема доволно за да можеме да се разбереме конкретно за секој закон што треба да се направи за да биде чекорот прифатлив. Ние во изминатиот период кога доставивме 27 точки како исполнети од наша страна, реалните очекувања беа околу 12. Меѓутоа беа реализирани и усвоени 16. Што значи дека тој период на адаптација е веќе завршен и ги разбираме точно потребите за секој закон, за сите измени кои што треба да се направат, да знаеме точно што како треба да постапиме како институции. Добро, овде ќе го завршиме ова интервју. Ви благодарам што бевте дел од 360 степени. Следниот пат кога ќе гостувате, како ќе ве најавам? Како министер за европски прашања, министер за здравство или? Не знам кога ќе биде тоа. Добро. Благодарам уште еднаш за разговор. И на вас. Почитувани, гледавте интервју со Беким Сали, прв вице-премиер, министер за европски прашања и генерален секретар на политичката партија ВЛЕН. До крај новата саботажа. Пријатно од мене. Дебатите во Кумановскиот совет почнуваат со навидум сосема обични теми, со водење ред, кој каде бил да се журка додека горела градската депонија, дали бил кец или бил на чело, дали се прекрстил или не. На самиот ден бевте таму присутни на некој собор во Скачковци, игравте ора, палевте свети по цркви, најверојатно се молеле да се изгаси огнот во Краста. Председателка на совет беше во Пчиња, не беше во Скачковце на забава. Тоа што е можно да се биде на две места во исто време, не значи дека секој може да биде виновен за загадувањето на воздух, дали од чадот од депонијата или од која било друга причина. Всушност, може да бидат сите, но само еден не. Максим не ги труе граѓаните на Куманово. Во зимските услови, значи, граѓаните самите себе се трујат со тоа што се греат на такво огремно дрво и материјали кои што не се предвидени. Во Тромеѓа за среќа нема вакви еколошки терористи, па избраните фирми и надзорните органи решиле навистина да ги изненадат со капитална инвестиција. Може би таа вода не е баш за капење, ама кој не би уживал во благодетите од новите канализациони водотеци, кои креираат вештачка акумулација. Таму имаме едно езеро, една река од фекалии, која што се излева во плодно обработливо земјиште. Дел од тие таму засадени култури утре може да се најдат и на вашата трпеза. Тоа е таа предност што имаат мештаните, ретка и единствена можност да бидат уникатни и препознаени на светската мапа.
приказната за нивниот напреден кумановски агротуризам и за посебниот вкус на органската храна ќе се раскажува насекаде. Битно е во овој момент, драги мои колеги советници, дека ние сме единствен народ на Балкан кој преку земјоделските производи си го јаде сопствениот измет. Сите се засегнати и затекнати, но локалните власти не сакаат ништо од тоа да се политизира. И навистина, каква врска има загадувањето на воздухот па и на почвата поради катастрофалната изведба на една канализацијска цевка со политиката? Дечко, водиш политика. Овдека сме советници, не сме дечковци. Барате култура, барате соодветен третман, а ми се обраќате со дечко. А на вистина не се сеќавам дали сум направил лапсус со дечко. Проблемите со краткотрајната меморија се евидентни, ама никој нема амнезија па да и заборави на председателката дека редовно им ја затвара устата на колегите советници, а го толерира непристојниот однос на партискиот председател и општински шериф. Молчите, не смеете да писнете. Не, ама, шефе. А шефе, дали јас пеелам или не, тоа е мој проблем. Не е ваш. И на крајот, сепак нивниот проблем во тромеѓа може да стане и наш. Да и да ја збогати домашната кујна. Како што реков, си го јадеме сопствениот измет, а мислам дека подобро и не заслужувала. Македонскиот желудник е медицински феномен и е навикнат да вари се што ќе му се сервира. Ама за да не се политизира трпезата, најдобро е да се каже дека сигурно не заслужува полошо. Оти какви готвачи има, може и бете.